премиер, колеги пратеници, почитувани новинари. Неколку работи по однос на точката за која што расправаме, а еве расправаме за разрешувањето на се уште актуелниот министер Беким Сали, кој што веројатно може да биде и најдолго разрешуваниот министер за здравство до сега, зависно од тоа како ќе се одвиваат дискусиите, но гледаме дека голем има интерес за дискусии, а од друга страна кај гледачкото мнозинство нема преголем интерес да се забрза постапката. Како и да е, тоа што остава впечаток е дека освен политичката, во Македонија гледаме дека има и една здравствена несигурност. Во изминативе 2 години ние имаме менување на 3 министри за здравство. Познатиот Венко Филипче пред 2 години, па потоа Беким Сали и сега следните неколку дена, веројатно и кумашинот на Таравари, докторот Меджити. Ако во 2 години менувате 3 министри за здравство, тоа значи дека како влада немате концепт за здравството. Бидејќи концептот се темели, меѓу другото, и на одредена личност која што ќе ги води главните проекти во здравството, а овде гледаме дека нема таква личност. Напротив, Министерството за здравство, морам да го разочарам тука професорот Тупанчевски, е повеќе на пазар 3, отколку Министерството за правда. Веројатно заради ставките во буџетот е и поинтересно Министерство за владата, за политичките партии, па и за некои поединци блиски на претседателите на политичките партии. Тоа што е новитет и досега речиси да не памти јавноста да се случило, е што ниту за месец јануари, ниту за месец февруари здравствените работници немаат земено плата. И не само што има здравствена несигурност кај јавноста, кај пациентите, сега веќе имаме здравствена несигурност и кај директните непосредни носители на здравствените услуги во државата, лекарите, медицинските сестри, персоналот во болниците вкупно. Нема веќе ниту разговори за клинички центар во Скопје, а изгледа е заборавен и се уште недовршениот клинички центар во Штип, кој што претходната влада го почна, но гледаме дека сегашната влада не покажува никаков интерес оваа работа да биде завршена. Затоа сметам дека ваквата здравствена несигурност создава дополнително неспокојство кај сите граѓани, а Македонија веројатно ќе рангира и уште пониско на индексите на држави кои што нудат или не нудат квалитетни услуги, а со тоа и опаѓа и стандардот на живење на сите граѓани во државата. Втората работа која што исто така е дел од оваа здравствена несигурност е состојбата во Фондот за здравствено осигурување на Македонија. Во Фондот за здравствено осигурување имаме 2 клучни работи во изминативе денови. Имаме 8 дена паднат систем на Фондот за здравствено осигурување и имаме 9 дена директор на Фондот на службено патување во Америка. Тоа се двете најкрупни работи во Фондот. Фатон Ахмети, еве од, повеќе, 13 дена веќе, денес е 13 ден, е на службено патување во Соединетите Американски држави и за него никој не бара одговорност. Премиерот се обиде на еден, би рекол, нефер начин, одговорност за смртта на еден наш сограѓанин, кој што е дел од групата на граѓани кои што за жал имаат ретки болести, да ја префрли или да ја поврзе со актуелниот министер за здравство, но не слушнавме ниту еден збор за можна одговорност или не постапување на директорката на Фондот за здравство, господјата Грашковска од СДСМ и вториот директор на Фондот за здравство, господинот Фатон Ахмети, кој што е на 13-дневно службено патување во Соединетите Американски држави, нема дадено ниту изјава,
ниту извинување, ниту објаснување, ниту пресконференција, а премиерот ни збореше за дигитални услуги. Овде ние ги немаме ниту физичките услуги, ниту човечките услуги, ниту пак комуникацијата со новинарите, а камоли да имаме дигитални услуги на осигурениците во Фондот за здравство. Затоа сметам дека во овој случај, кога разговараме за разрешување на актуелниот министер за здравство, ние се наоѓаме во ситуација на несигурни осигуреници во здравството, несигурност кај пациентите, поголема здравствена несигурност кај оние кои што имаат ретки болести и користат такви терапии или лекарства, и најновата несигурност кај докторите и здравствените работници кои што немаат плата за последниве 2 месеци. Затоа сметам дека ваквото несигурно постапување, ваквата несигурност во целиот систем на здравството создава оправдан револт кај голем број граѓани во Република Македонија, а за жал гледаме дека од страна на владата не се ниту прозиваат оние кои што сносат одговорност за ваквите состојби, напротив, истите се наоѓаат на некои предолги службени патувања. Ќе ве подсетам, дел од пратениците од владеачкото мнозинство пред 6 или 7 години држаа пресконференции кога ќе се случеше некоја несакана, трагична смрт на некој пациент и кога тоа ќе станеше поголем јавен случај. Сега имаме, за жал, се повторуваат такви работи, но гледаме дека никој, ниту од пратениците, ниту од влада, не повикуваат никого на одговорност, а во изминатиот период, пред 6-7 години, први кои што си поднесува оставки беа двајцата тогашни директори на Фондот за здравствено осигурување. Сега гледаме дека едниот директор, односно директорка на Фондот за здравствено осигурување се крие, а вториот директор е на долго службено патување во Соединетите Американски држави на токму на товар на здравствените осигуреници и на даночните обврзници. И затоа сметам дека ако од некого требаше да се побара одговорност од страна на председателот на влада, требаше да се побара безусловна оставка од двајцата директори на Фондот за здравствено осигурување, бидејќи и двајцата не се на нивото на задачата. А владата, доколку смета дека здравството е приоритет, треба во здравството да одбере тим, екипа и човек кој што ќе го води ова министерство подолго од 3 години, а не во 3 години да менува тројца министри за здравство. И на крајот, она што сакам да го споменам, тука беше кажано дека не се персонални решенијата и не се однесуваат на имења и партиски интереси, но мора да се напомене дека сепак голем сомнеш остава тоа што кандидатот, новиот кандидат за министер за здравство, доктор Меджити, е случајно или не кумашин со председателот на партијата Алијанса на албанците. Исто така беше председател на управниот одбор на Фондот за здравство во времето кога господинот Таравари беше на почетокот на оваа влада од СДСМ министер за здравство. И затоа сметам дека овој случај е еден случај во најмала рака, ако не на непотизам, тогаш на одреден вид на клиентелизам, и сметам дека ваквиот персонален избор не е избор на председателот на владата, туку е избор на председателот на Алијанса заради негови лични причини и блискост со кумашинот Меджити. Затоа, почитувани пратеници, би сакал само уште еднаш да напоменам дека оваа расправа што ја водиме овие денови на темата здравство, ја водиме во ситуација на досега најголема здравствена несигурност во државата, и тоа не само за пациентите, исто така и за лекарите и за сите здравствени установи кои што се наоѓаат во една незавидна ситуација, вклучително и матичните лекари, бидејќи сега со падот на системот кај Фондот за здравство
немаат ниту координација на кој начин треба да се однесуваат или да ги заштитат личните податоци на секој здравствен осигуреник. Благодарам многу. Има збор Здравко